Добро вечер, најново издание на Дневникот, во него ќе гледате. Студентите без бесплатен превоз поднесоа представки до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. 10 мина ќе го дооформуваат образованието во Киро Бурнас. Започна кампањата за заштита од природни непогоди. Представки до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација поднесоа студентите од приватните факултети кои немаат бесплатен јавен градски превоз во Скопје. Студентите од приватните факултети кои алармираа за проблемот со недостиг на јавен градски превоз во Скопје доставија представки до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Представките, како што велат, се кон Министерството за образование и наука и град Скопје. Овие студенти имаат право на користење студентска стипендија, студентски оброк кој што ги доделува Министерството, но не и бесплатен јавен градски превоз во главниот град. Според Законот за високото образование и студентскиот стандард, истите права што ги имаат луѓето, студентите од државните факултети ни следуваат и на нас, но кога е во прашање јавниот градски превоз, за жал ние сме изземени. Имено Уставниот суд во 2017 година донесе одлука или решение во кое што изјасни дека нема уставна основаност одлуката во која што се изземени студентите од приватните факултети, но за жал со таа одлука не можевме ништо да направиме, тоест моите претходници не можеа ништо да направат, бидејќи само испратија писма до градот Скопје и препораки да бидеме приклучени наредната година, што секако не беше слушано од советниците. Пративме барања или представки до Комисијата за дискриминација и чекаме одговор од нивна страна. Имено исто така сакам да кажам дека при една изјава пред еден месец кажав дека не треба да сте експерти во толкување во правото за да разберете за каков тип на дискриминација станува збор тука. Откако јас станав председател на универзитетското студентско собрание, пробував прво на неформален начин да се обратам до институциите, како прво би допрел до нивниот слух за нашиот проблем, а кога од тоа не добив никаков повратен одговор, како што на сите граѓани, така и на мене ни стојат на располагање различни правни лекови, кои што ги искористив во оваа ситуација и поднесов представка до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Конкретно за овој проблем две представки поради тоа што два субјекти прават иста дискриминација. Министерството за образование и наука и град Скопје, бидејќи Министерството за образование и наука не доделува средства, одвојува само за студенти на државните универзитети врз основа на која што подоцна град Скопје донесува одлуки и има правно дејство. Студентите од приватните факултети појаснуваа дека одговор побарале од Министерството, но не наишле на разбирање. Не добиле ниту средба со заменикот народен правобранител. Излегува многу коментари, а особено коментари од студентите кај што излегува споредби на една хоризонтална линија, кај што нели сите сме еднакви пред уставот, и една вертикална линија, кај што сите сме во различни финансиски состојби. Јас како студент на приватен факултет, доаѓам од работничка класа семејство во Куманово, сум стипендист на тој факултет, немам лични примања, така да во старт можам да ги побијам тие споредби што се прават. Значи има богати семејства студенти кои што се на државен и на приватен факултет. Имено ние студентите не треба да се делиме во такви сфери, туку треба да се обединиме затоа што Македонија останува утре на нас. Студентите не се откажуваат од бесплатен јавен градски превоз во Скопје кој бараат да им припаѓа исто како и на лицата од државните универзитети. Кампања за заштита од природни непогоди ќе започне во Куманово, а со неа ќе бидат опфатени општинските основни и средни училишта. Кампањата ја спроведува Дирекцијата за заштита и спасување, со чии представници денеска се сретна градоначалникот Максим Димитриевски. Во рамки на кампањата за заштита од природни непогоди остварив средба со представници од Дирекцијата за заштита и спасување, на која ги презентира активностите како дел од кампањата која започна на 1 февруари и ќе трае до
до крајот на месецот. Информира Димитриевски. Од денеска представниците ќе ги посетат општинските основни и средни училишта, при што ќе ги информираат и едуцираат учениците со презентации и обуки како да се заштитат од природни непогоди и други несреќи. Во рамките на оваа едукативна кампања ќе бидат поделени флаери и семејни прирачници за подигање на свеста кај учениците за справувањето од елементарна непогода од секако вид. Бензините од ноќеска на полноќ поевтинуваат за половина денар по литар, а цената на дизелот се зголемува за половина денар, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Со одлуката се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,27%. Новата малопродажна цена на Евросупер BS95 ќе изнесува 81,5 денари за литар. Евросупер BS98 ќе се продава за 83,5, а Евродизел за 76,5 денари за литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство не се менува и останува 75 денари за литар, додека малопродажната цена на мазутот се зголемува за 0,7 денари за килограм и ќе изнесува 42,1 денар. Има интерес за дооформување на образованието во Државното средно училиште Киро Бурнас. На последниот конкурс, објавен од Агенцијата за вработување во рамките на проектот Втора шанса, 10 лица се пријавиле за доквалификација или преквалификација на своето образование во Регионалниот центар за стручно образование и обука. 10 лица се пријавиле да го дооформат своето образование во Државното средно училиште Регионален центар за стручно образование и наука Киро Бурнас на последниот конкурс објавен од Агенцијата за вработување во рамките на проектот Втора шанса. Заинтересираните имаат можност бесплатно како вонредни ученици да се преквалификуваат или доквалификуваат, а услов да бидат вклучени во проектот е да се невработени, информира директорката на училиштето Весна Трајковска. Течеше конкурс за луѓето кои што за ученици со одредена возраст, за роми, за жени, за невработени, за оние кои сакаат да си го преквалификуваат. Значи течеше оглас каде што само услов беше да бидат невработени во Агенција за вработување и оттаму тоа се викаше проект Втора шанса и таму може оние ученици, сега може би ученици, јас ги викам ученици, тоа се веќе може и повозрастни, кои што поради некоја причина не го дозавршиле своето образование, а имаат завршено, например, 3 години. Имаат свидетелство до 3-та година, 4-та година им го нема. Или завршиле 3 степен, а сакаат во 4. Има можност да аплицираат, за да можат бесплатно, значи тука државата плаќа се, бесплатно да си го дооформат образованието регуларно како вонредни ученици. И оттаму добивме информација од Агенцијата за вработување дека во нашето училиште има 10 пријавени кандидати. Во тек тече постапка, ни пратија список и сега во момент тече постапка каде ги контактираме лицата за да донесат потребна документација, нели, за да ги задолжиме со испити кои треба да ги полагат и тоа да го завршат. Годинава најголем број на ученици во Киро Бурнас се определиле за земјоделско-ветеринарната струка, посочува Трајковска, иако голем интерес имало и за двете нови струки, здравствена и сообраќајна со по еден профил, дуална паралелка. За прв пат поведовме две нови струки од два различити профила. Едниот беше од здравствена струка, профилот фармацевски техничар, и едниот беше од сообраќајна струка, техничар за патен саобраќај. Тоа беа два нови профила и можам да кажам дека заинтересираност на вистина токму тука е голема. Воведовме и на албански наставен јазик, така да можам да кажам дека околу 50 ученика
45 ученика се во фармацевски техничар, значи од двата профила, а 25 се во сообраќајна. Толку и се планирани, пошто беше само една паралелка и тоа дуална, значи толку ученици колку што сме барале, толку и се запишани. А што се однесува до другите струки што ние ги имаме во нашето училиште, и покрај тоа што ова е момент, ние прва година сега воведуваме овие два нови профила. Моменталната состојба е да сепак имаме повеќе запишано ученици, зборам збирно, во земјоделско-ветеринарна струка, па потоа имаме во фармацевски техничар, па потоа имаме во сообраќајна струка, машинска, лични услуги, прехранбена, значи сепак во земјоделско-ветеринарната струка имаме најголем број запишани ученици во момент. Тоа е и добро, затоа што ние како регионален центар всушност и поминавме во рамките на тие две струки, земјоделско-ветеринарна и прехранбена струка. И набавка на опрема што ќе се врши во нашиот центар ќе биде насочена токму кон овие два профила, овие два смера всушност, но не дека другите смерови ќе бидат запоставени, дека тоа друго нема да се обнови. За сите други ќе биде обновено се што е овде застарено, но ќе се даде предимство на овие два смера. Државното средно училиште Киро Бурнас, откако премина во регионален центар за стручно образование и обука, се стекнува со можност да отпочне со процес на валидација, кој првпат се вметнува во Законот за образование на возрастни. Во текот на изминатиот викенд, полициски службеници од ЦВР Куманово спроведоа акциска контрола за санкционирање на возачи кои не ги почитуваат сообраќајните прописи, при што на подрачјето на Куманово санкционирани се вкупно 206 возачи, од кои 171 управувале возило со брзина поголема од пропишаната, 19 санкции за возачи кои управувале возило под дејство на алкохол, 15 за управување возило без возачка дозвола и едно за нерегистрирано возило. Сообраќајните контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи за да ја зголемиме безбедноста во сообраќајот и заедно да придонесеме за посигурни патишта, велат од полицијата. Кумановец во секторот за внатрешни работи пријавил дека од домот се оддалечил неговиот братучет 44 годишниот НБ од Куманово. Информира кумановската полиција. Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето. Во продолжение вести од Македонија. Граѓаните да не отвораат порака на својот телефон која е со логото на УЈП, бидејќи таа е лажна и има за цел да им бидат злоупотребени податоците на оние кои ја примиле пораката. Од Управата за јавни приходи соопштија дека вчера и во текот на денешниот ден непознат испраќач користејќи го логото на УЈП преку SMS пораки се обидел да наведе граѓани да споделуваат лични и податоци од дебитни и кредитни картички. Од УЈП апелираат граѓаните ако добијат ваква порака да не ја отвараат ниту пак да го пополнуваат формуларот кој е во пораката. Пораките се испраќани од телефонскиот број +389 79 212 628 со следнава содржина. Извршете ја задолжителната пријава на УЈП, uјп.мк верификација. Овој линк е лажен и не води кон електронска адреса на Управата за јавни приходи, наведуваат од УЈП. Од Управата за јавни приходи вела дека ги преземаат сите неопходни активности за справување со ситуацијата, но денеска на мета на хакерски напади не е само УЈП. Лични податоци на граѓани се бараат и преку електронска пошта, која наводно доаѓа од Министерството за внатрешни работи, но и од оваа државна институција апелираат на посебно внимание. Пораките да не се отвораат, а уште помалку да се контактира испраќачот преку доставениот линк и да се споделуваат личните податоци кои ќе ви бидат побарани. Овие електронски пораки се класичен обид за измама во кој целта на измамниците е да дојдат до личните податоци на испраќачот со цел нивна понатамошна злоупотреба, соопштија од МВР. Минатата недела неколку дена поради хакерски напад паднат беше системот и на Фондот за здравствено осигурување. Фондот соопшти дека не се исплаќаат боледувања, како и тоа дека не може да се отворат нови боледувања и породилни отсуства. Македонија подолг период е цел на хакерски напади и пријавување на лажни поставени бомби во училишта, трговски центри и слични локации, каде што има поголема фреквенција на граѓани.
Предлогот за реконструкција на владата, чиј кабинет се проширува со кадри од Алијанса за албанците, а се намалува со тие од Алтернатива, денеска е на дневен ред на 104-та седница на Собранието. На седницата ќе се расправа и одлучува за избор на 4 нови министри и 5 заменици министри по одлуката за влез на Алијанса за албанците во владиното мнозинство. Во пресред на денешната седница, Алтернатива ја соопшти одлуката на Централното претседателство дека ќе делува како опозиција, а претходно во петок премиерот и лидер на СДСМ Димитар Ковачевски и председателот на Алијанса за албанците Арбен Таравари ги заокружија преговорите за соработка. Председателот на Алтернатива Африм Гаши вчера по седницата на Централното собрание најави дека тројцата пратеници од оваа партија ќе действуваат како опозиција. Нивните функционери ќе се повлечат од функциите, но доколку има уставни измени ќе гласаат за. Гаши, соопштувајќи ја одлуката да излезат од извршната власт, рече дека нивните довчерашни партнери ја преминале и последната етичка линија и немале трпение да ја почекаат одлуката на Централното собрание. Нивната забелешка е поради тоа што сметаат дека во јануари 2022 Алтернатива придонела за стабилизација на владата предводена од СДСМ. Според Гаши, СДСМ не го спровела во целост својот дел од договорот кога Алтернатива во јануари овозможи стабилизација на владата. Со предлогот за реконструкција на владата, тројцата министри од Алтернатива за здравство, за информатичко општество и администрација и за диаспора треба да бидат разрешени и заменети со кадри од Алијанса за албанците. Истовремено треба да се констатираат и оставките на министрите за правда Никола Тупанчевски од СДСМ и за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини од ДУИ, кои отстапуваат по едно министерско место. СВР Куманово поднесе кривична пријава против 21-годишна Кумановка поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело – фалсификување исправа. Според надлежните, во текот на 2021 година пријавената набавила дигитален сертификат, потврда за извршена вакцинација против COVID-19, во кој навела лажни податоци дека примила вакцина. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата упатува апел возачите да управуваат совесно и одговорно со своите возила за време на празниците. Свети Валентин и Свети Трифун. Љубовта, велат отам, оправдува многу нешта, но не и загрозување на безбедноста во сообраќајот. Затоа се упатува апел до граѓаните ако возат да не пијат, ако пијат да не возат, да користат такси превоз или јавен превоз, да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да возат внимателно и да се грижат за сите учесници во сообраќајот. Успешен викенд за кошаркарите и кошаркарките на Куманово. Повеќе во прилогот што следува. Изедначен дуел во Куманово и победа за синобелите над екипата на Феникс, со која се прекина низата неуспешни игри, но и победничката серија на гостите од Скопје кои застанаа на бројката 4. Кумановци направија голем чекор во трката за место кое води во зоната на опстанок откако со добра константна игра во текот на скоро сите 40 минути го изненадија тимот кој беше во серија од 4 победи, 3 од нив во оваа календарска 2023 година. Надпреварот заврши со резултат 73-68 во корис на Куманово. Премалку за Феникс кој падна прв пат во 2023 година. По заслуга на новиот странски двоец Джеферсон, стрелец на 21 поен, Смит 12 кои беа добро следени од Нацевски, но и младиот Димитриевски со по 10 реализации. На другата страна од игралиштето Бојан Трајковски уште еднаш беше близу до троен ефект. Имаше 19 поени, 10 скока и 7 асистенции. Митревски дојде до 17, а Фалден и Димчевски до 11 поени. Кошаркарките на Куманово пак впишаа трета победа во низа во првата женска кошаркарска лига, а овој пат на домашен терен падна екипата на Пелистер од Битола. Кумановки одлично го отворија надпреварот и одржуваа водство во текот на целото прво полувреме, кое заврши со висока двоцифрена предност. Во составот на Куманово со 21 поен најефикасна беше Стефанија Костадинова, 14 поени впиша Теја Алексовска, а двоцифрен број поени или 10 имаше Александра Петрушевска.
Ракометарите на Куманово впишаа победа на првиот плей-аут надпревар сезонава откако на гостински терен викендов го совладаа составот на јуниор Киселавода. Кумановци со голема желба за опстанок во елитата и следната сезона го отворија овој меч, а тоа резултираше и со водство на крајот на првото полувреме. Токму тоа водство ракометарите на Куманово се трудеа да го зачуваат до крајот на средбата, што им донесе победа со само 1 гол разлика и конечен резултат 20:21. Владан Кастратовиќ кај Куманово ја предводи листата најдобри стрелци на овој меч со реализирани 10 погодоци, додека по 3 имаат Зоран Ѓурковиќ, Јован Даневски, Никола Бечејац, а еден помалку впиша и Стефан Колоски. Следниот меч Кумановци повторно го играат на гостински терен во недела против составот на Струга. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево. Максималната температура се искачи до 9 степени, а минималната беше -4 степени Целзиусови. И за утре метеоролозите најавуваат сончево и студено време. Дневната температура ќе достигне 6 степени, а утринската ќе биде -1 степен. Тука е крајот на дневникот, ви благодарам за вниманието и пријатно.